Подметнатите пожари се инструменти на центри на моќ за предизборно сеење страв и паника. Дециден е премиерот Мицкоски по пожарот во автосервисот во Пинтија. Мицкоски претходно тврдеше дека серијата пожари во главниот град, на депониите Вардариште и Дрисла на отпадот во Шуто Оризари, како и пожарот на складиште за електронски отпад во Трубарево, се намерно предизвикани и политички мотивирани. Видовте како дрско се подметнува пожар и тоа е само уште еден доказ за тоа што го зборувам цело време, дека за жал постојат центри на моќ кои што се обидуваат да внесат страв, паника кај граѓаните пред изборите и одговорот на прашањето кому тоа му одговара, мислам дека со една многу кратка анализа ќе го добиете самите ако направите. Идентификувани се од прилика 20 лица за кои што постои основано сомневање дека стојат позади целиот овој процес. Истовремено имавме одредени дојави кои што ги собиравме изминативе денови и во координирана акција Министерството за внатрешни работи со Министерството за животна средина ќе постапува во деновите кои што следат. Мицкоски бара и законски измени од своите пратеници со кои подметнувањето на пожар ќе се смета за тероризам. За опозицијата и денеска тезите на власта за организирано подметнување на пожари во политички цели е само манипулација на јавноста. После толку многу манипулации, толку многу измислици, прашањето е дали воопшто граѓаните можат да му веруваат. Не, на Христијан Мицкоски дефинитивно не може да му се верува. Јавно искажаниот збор на еден политичар, особено на председател на влада, носи тежина и голема одговорност. Зборовите можат да предизвикаат страв, паника или да влијат врз стабилноста на државата. Крајно неодговорно е премиер да си дозволи да изнесува тврдење без факти и без докази, со единствена цел да си ја спасува сопствената политичка кожа. Коментарите за можни хибридни напади Филипче вчера ги нарече смешно алиби за неспособноста на власта. Меѓу последните измени на кривичниот законник беше токму воведувањето на делото екоцид, за кое сторителите кои намерно ќе предизвикаат сериозна, широко распространета или долготрајна штета на животната средина, ќе се казнат со затвор од најмалку 10 години или доживотен затвор. Катерина Нешкова, Сител телевизија.